Во ова издание, 31 ден од делумното затворање на владата на САД. Демократите го одбија планот на председателот да ја заштити Дака во замена за ѕидот. Македонија. Шефот на бирото на Националната гарда на САД во посета на Скопје. Хавај се соочува со опасност од иселување поради големиот број активни вулкани. Повеќе за ова во продолжение. Почнуваме веднаш, останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. САД денес го слават ликот и делото на борецот за граѓански права Мартин Лутер Кинг Јуниор. Како резултат на неговата борба во 1964 година е ставен крај на сегрегацијата во јавните места во државата. А денес е и 31-иот ден од делумното затворање на владата. Еве ги деталите. Лидерот на републиканците во Сенатот Мич Меконел најави гласање за предлогот на председателот Доналд Трамп за компромис со демократите, кој па го одбија. Новиот предлог на Трамп предвидува 3-годишна заштита од депортација на стотици илјади имигранти кои нелегално биле донесени во САД како деца, како и продолжување на заштитениот статус на лицата кои ги напуштиле нивните држави како резултат на насилство или природни катастрофи. Во замена тој очекува да добие 5,7 милиарди долари за изградба на ѕидот на границата со Мексико. За демократите изградбата на ձидот е неефикасно и скапо безбедносно решение. Тие сакаат Трамп и републиканците да се согласат прво да ја отворат владата, па потоа да дискутираат за иницијативи за заштита на границите. Меконел рече дека планира да го стави планот на Трамп на гласање во наредните денови, иако за тој да помине, ќе му бидат потребни и гласови од демократите. Најмалку 79 лица загинаа, а 74 се повредени во експлозија на нафтовод во Мексико. Несреќата се случила додека стотици луѓе се обидувале илегално да наточат гориво од цевката која била намерно пробушена. Председателот на Мексико посочи дека цевката била пробиена од страна на кратци на нафта. Тој ја повика целата влада да се ангажира за помош на повредените од експлозијата. Како што се наведува, ова е најтешката експлозија на нафтовод во поновата историја на Мексико. За време на неделната молитва во Ватикан, папата Францис отвори кориснички профил "Кликни за молитва", официјална апликација на Ватиканската глобална молитвена мрежа. Тој рече дека апликацијата ќе им овозможи на младите да му се придружат во молитвата за тагување заради двата немили настани кои се случија неделава. 170 мигранти удавени во Средоземното море и 21 лице убиено во терористички напад во Колумбија. САД и дел од европските сојузници денес од Скопје испратија пораки со поддршка во пресрет на финалната фаза од процесот за името. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека за неколку недели се очекува Македонија да седне на иста маса со сојузниците од НАТО. Владимир Мирчевски со најновите моменти. Во Грција почна парламентарната постапка за ратификација на договорот од Преспа, процедура од чие финиширање ќе зависи дали Македонија за неколку недели ќе го потпише протоколот за пристапување во НАТО. Првите луѓе на владата велат дека сојузниците очекуваат земјава како 30-та членка на алијансата, но и дека Атина треба да го испорача својот дел и не делава да го ратификува договорот. Проценките на владата се дека навистина не делат недели, како што спомнав во изјавата, од шансата Македонија да седне на масата на сојузниците. И се разбира дека треба да ги почитуваме процедурите во Грција, но во овој случај станува збор за процедури и во НАТО алијансата. За да земјите членки, вклучително и Словенија, го потпишат протоколот за пристапување, потребно е Преспанскиот договор да биде целосно ратификуван. И ние очекуваме оваа недела грчкиот парламент да го исполни својот дел од обврските. Соединетите американски држави, дел од европските сојузници од Скопје пратија поддршка во пресрет на финалната фаза од процесот за името. Ние во Националната гарда сме горди што сме партнери со војниците на Арама и со вашите граѓани. Вашата армија е распоредена со нашата Национална гарда и заедно со нас беше првата партнерска армија распоредена во Авганистан и обезбеди голем придонес на подготвеноста на нашите сили овде на Балканот. Словенија летос празнуе 15 лет. Словенија годинава слави 15 години од зачленувањето во НАТО и во ЕУ и многу добро знам какви се компромиси и отстапки моравме да правиме како држава за да станеме членка на двата сојузи. Преземавме шпански компромис, успеавме од втор пат да најдеме заеднички јазик со Италија. Затоа многу добро знам во каква положба е Македонија, што се презела и што требала да преземе за да стане дел од овие организации.
Проценките се дека в четврток грчкиот парламент ќе гласа за ратификацијата на Преспанскиот договор. Ако тоа се случи, тогаш отворени се вратите за НАТО да го потпише протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во Северноатлантската алијанса. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Се извинуваме за техничките проблеми во претходниот прилог. А ние одиме сега со наредниот извештај. Трамп конечно го откри планот за ракетна одбрана на САД. Карла Баб известува за новата одбранбена политика, која во фокус ја става Вселената. Председателот Доналд Трамп беше во Пентагон да го презентира ракетниот одбранбен план, кој, како што рече, ќе ги надмине американските противници. Нашата цел е едноставна, да бидеме сигурни дека ќе можеме да го откриеме и уништиме секој проектил што е лансиран кон САД во било кое време и каде било. Ракетната одбранбена политика се фокусира на закани од постојани конкуренти, како Кина и Русија, па се до непријателски земји како Северна Кореја и Иран. До нашите противници, гледаме што правите, ќе преземеме акција. Планот додава 20 дополнителни ракети пресретнувачи на домашно тло наменети да соборуваат заканувачки проектили, развој на хиперсонична технологија што возможува брзини 5 пати поголеми од брзината на звукот, како и фокусирање на вселенската ракетна одбрана за навремено да се регистрираат и уништат непријателските проектили. Идеја што е остаток од стратешката одбранбена иницијатива на поранешниот председател Роналд Реган, позната во 80-тите години и како војна над звездите. Прегледот на ракетната одбрана дојде во време кога представници од Северна Кореја допатуваа во Вашингтон на разговори за евентуален втор самит меѓу председателот Трамп и севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун. Трамп се обиде да ги ублажи критиките, истакнувајќи дека неговата примерна работа како председател е да ги одбрани САД. Посветени сме планот за воспоставување одбранбен ракетен систем што ќе го покрие секој град во САД и немаме намера да преговараме за нашето право да го направиме тоа. Со новите планови за ракетна одбрана се зголемуваат регионалните капацитети на глобално ниво. Со тоа растат и шансите за незадоволство кај преговарачите од Северна Кореја, која американскиот ракетен одбранбен систем на Корејскиот полуостров го гледа како провокација. А што се случува на Хаваите по последната ерупција во мај минатата година? Се соочува ли островот со опасност од иселување? Генија Дулот за ова. Во мај, вулканот Килауеа ја имаше 62-та ерупција за последните 36 години. Научниците веруваат дека сегашното мирување на еден од 5 активни вулкани на островот е само привремено. Таа ерупција донесе река од лава, долга речиси 20 километри, уништи 700 домови и принуди на евакуација околу 2000 лица, меѓу нив и Хершел Худ, кој живее на островот веќе 13 години. Беше мало парче рај на околу 3 милји од океанот. Можев лесно да стасам до брегот на велосипед. Имавме органска фарма, отгледувавме портокали, 5 видови банани. Се беше прекрасно заради дождот, сонцето и богатата вулканска почва. По нивната евакуација, ерупцијата отворила пукнатина во дворот. Се што Худ има во моментов е тоа со кое успеал да избега: 2 автомобили, торба облека и документи. 3-месечната ерупција прекинала, но сега за него почнува работата да го обнови својот живот. Добил финансиска помош од владата на САД, но вели недоволно да изгради нова куќа. Тим Лојд живеел неколку километри подалеку од Худ. Лавата не стигнала до неговиот дом, но го отсекла од остатокот од островот. Се додека не биде изграден нов пат, тој не може да се врати назад. Вулканите се дел од нашиот живот. Додека не се случи ерупција, не посветуваме внимание на тоа, но факт е дека нема стабилност. Но и покрај се, жителите не сакаат да го напуштат големиот остров на Хаваите. Некои на ерупциите гледаат митолошки, како на акт на божицата Пеле, која од домородното население било обожувана како творец на Хавајските острови. За волја на вистината, со секоја нова ерупција, островот станува поголем. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Милена Ѓоргиевска. Имајте пријатен ден.